Председателот на САД Џозеф Бајден повика да се залечи американската расна поделба со превземање чекори и спротивставување на расизмот, како и нееднаквоста за кој кажа дека предолго ги мачеа Соединетите американски држави. Ројтерс пренесува дека јасните тензии го карактеризираат турбулентното 4-годишно председателство на Доналд Трамп, а Бајден истакна дека упадот во Капитол кој поддржувачите на Трамп го извршија на 6 јануари бил дел на кратци, бунтовници, политички екстремисти и поддржувачи на белата надмоќ, но Бајден истакна дека верува дека големо мнозинство американци веруваат во еднаквоста. Со анални тестови за коронавирус започна и Кина, со користење на анални стапчиња за тестирање на лицата за кои смета дека се високо ризични за заразување од коронавирусот. Лекарите јавуваат дека оваа процедура е поефикасна, но граѓаните со спротивен ефект велат дека не се среќни. Оваа процедура досега е применета на жителите на населби во Пекинг, каде се јавиле потврдени случаи на COVID-19 минатата недела, како и во некои објекти за карантин. Во последните недели во повеќе градови во северна Кина избувнаа локализирани појави на заразата и тие се во најголем дел сместени во карантин и спроведени се масовни кампањи за тестирање. Досега тестовите беа спроведувани со класичниот метод на земање бриз од грло и нос, пишува Дојче Веле. Најактивниот вулкан во Индонезија на островот Јава повторно избувна. Ројтерс пренесува дека облаци со врела пара и топла лава се спуштале низ падината во должина од 1500 метри. Шефицата на Центарот за вулканологија и геолошко ублажување на опасностите Ханик Хумаида рекла дека тој бил најдолгиот проток на планината Мерапи, откако властите го подигнале нивото на опасност од овој активен вулкан во ноември. За сега нивото на готовност е на второто највисоко ниво, рече таа и истакна дека населението треба да се држи настрана од постојната опасна зона од 5 километри околу кратерот.